Премиерот Никола Груевски на маргините на Конгресот на Европските народни партии во Мадрид имаше средба со норвешката премиерка Ерна Солберг, при што позитивно беа оценети меѓусебните односи кои ги карактеризира пријателство, меѓусебно почитување и поддршка. Премиерот Груевски информираше норвешката колешка за економско-политичката ситуација во Македонија, за реформите кои се преземаат и за посветеноста на владата за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Солберг ја потврди поддршката од Норвешка за македонската интеграција во НАТО. Двајцата премиери изразија заемна подготвеност за дополнително продлабочување на односите, особено во економијата и искористување на потенцијалите кои стојат на располагање. А Груевски синоќа се обрати на Конгресот на Европската народна партија, што продолжува и денеска во Мадрид. Да се обезбедат нови вработувања и подобри услови за живот, а граѓанинот на Европа треба да остане во центарот на нашиот интерес како најдобра гаранција за почитување на принципот на индивидуалност, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Европската Унија, земјите членки на Унијата и аспирантите за членство мора да работат на заеднички економски проекти, на крупни инфраструктурни проекти кои ќе поврзуваат повеќе земји и ќе даваат покрај економски и политички бенефит. Тоа може да се види во придобивките од соработката, во хармонијата и релаксацијата на тензиите, на соработката на полето на инвестициите и надворешно трговската размена на капиталните инвестиции. Целта на оваа соработка е постојано да го помагаат економскиот раст и БДП и да се обезбедат нови вработувања, подобри услови за живот и повисок стандард за граѓаните. И ние тоа го можеме и ние тоа треба да го направиме. Ние треба да продолжиме да создаваме амбиент кој ќе обезбеди услови за развој на индивидуалниот потенцијал во секоја општествена сфера, на промоција на приватната иницијатива, на предприемаштвото, на стекнувањето на знаење и вештини кои ќе го направат поединецот конкурентен и подготвен за всестран развој. Проблемот со увозот на српското брашно во Македонија е решен, посочува председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески. Според него станува збор за технички пропуст на Македонското министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој во Србија бил протолкуван како воведување ембарго. Во медиумиве деновиве излезе информација дека Македонија ја подигна рампата за брашното од Србија со објаснување дека за српското брашно не се добива доволно контролни маркички потребни за ставање во промет на производот. Околу 150 субјекти за вкупен долг од околу 150 милиони денари досега аплицирале за отпис на камати по однос на неплатени придонеси, со цел да им се помогне на компаниите кои имаат неплатени социјални придонеси. На почетокот на оваа година владата донесе мерка со која се овозможува плаќање на главниот долг на најмногу 36 рати или 3 години и ослободување од каматата што е должат. Сите заинтересирани компании кои што имаат неплатени социјални придонеси и долг по овој основ може да аплицираат до крајот на оваа година, да склучат спогодба со овие институции и да го платат само главниот долг на рати и да бидат ослободени од каматата, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Справувањето со мигратската криза за Македонија представува голем напор и оптоварување на сите наши буџетски средства. Сепак покажавме дека можеме да се справиме со овој предизвик, иако сите ресурси се до максимум искористени, порача председателот Ѓорги Иванов по посетата на прифатниот центар во Гевгелија, каде се згрижуваат мигрантите кои транзитираат низ Република Македонија. Председателот Иванов констатираше дека Македонија се соочува со нова реалност и според информациите на терен, наместо да се намалува, бројот на бегалците се зголемува. Се случува и прилив од 1000 бегалци за само еден час, а дневно да транзитираат и до 10.000 лица. Иванов рече дека финансиската помош од Европската Унија се уште не е пристигната. Нагласи дека Македонија и Србија, иако не се дел од Унијата, сепак ги трпат последиците од нефункционирањето на институциите во самата Унија. Македонскиот председател порача дека на вонредниот самит во недела свикан од председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер очекува поголема синхронизација и соработка меѓу институциите, додавајќи при тоа дека е неприфатливо што некои држави се раководат само од сопствените интереси. Инаку во последните 24 часа се регистрирани 3506 странски мигранти на кои им се издадени потврди.
За двојниот самоубиствен атентат во Анкара, што го однесе животот на 102 лица, стои обединета терористичка група, изјави турскиот председател Реджеп Таип Ердоган. Според Ердоган, борци на Исламската држава, бунтовници од Курдската работничка партија и сириската тајна полиција Мухабарат одиграле своја улога во двојниот атентат. Агенцијата Анадолија во понеделникот информираше дека турските власти го идентификувале едниот од двајцата атентатори самоубици. За него постојат сомненија дека бил член на Келија на Исламската држава во градот Адайман во југоисточна Турција.